Струјниот удар жестоко удира и врз компаниите кои со децении се етаблирани како рентабилни и профитабилни. Крајно загрижени за својот опстанок, стопанствениците сметаат дека државата целосно потфрлила во справувањето со кризата. Препуштени сме сами на себе, секој да се снаоѓа како знае и умее, велат тие и додаваат дека простор за маневри повеќе нема, бидејќи секоја компанија врз своја кожа веќе длабоко го чувствува дивењето на цените на струјата, но и на сите други енергенси, па стравот од банкрот е се пореален. Нашата компанија е енергетски интензивна компанија, па покачувањето на цените на електричната енергија од 300, 500, па според тенденциите и 1000% едноставно не може да се покрие од нашите редовни приходи, бидејќи оставени сме сами на слободниот пазар на електрична енергија, каде што цените дивеат без контрола. Се работи за нашата екзистенција и работните места. До таму е дојдена работата. Собственото производство на енергија со поставувањето на фотоволтаици се наметнало како единствен спас во сиот овој енергетски крах, но Качаков вели дека и тука државата не си е исполнила својата задача, особено во делот на долгите и прескапи процедури за реализацијата на овие проекти. Ние почнавме со инвестиции во фотоволтаични централи уште пред 4 години и тоа е континуиран процес до денеска. До крајот на оваа година собственото производство на електрична енергија треба да ни достигне околу 30% од нашите вкупни потреби во редовното работење. Значи дека фотоволтаиците само не ги ублажуваат проблемите. Бидејќи ние работиме во 3 смени, а ноќе нема сонце. До сега ние не сме добиле никакви најави дека ќе добиеме било каква помош. Сите земји во нашето обкружување се грижат за сите компании, не само за малите и не се оставени на суровоста на отворениот пазар. Во ништо поразлична состојба не е ни Прилепската пиварница. Ние сме како приказната за мравката и штурецот. За жал, ние сме штурецот. Додека сите се подготвуваа, ние си свиревме. На државата многу доцна и текна да се растрча. Кога имаме апсолутно ненормални услови за работа во цела Европа, владата не може и не смее да се дистанцира од улогата да го заштити стопанството од пропаст и да си ги спаси собствените жители, посочува директорот на пиварницата Сашко Самарџиевски, кој е и потпредседател на регионалната стопанска комора Прилеп.